Светило на врвна планина е првото илустрирано и адаптирано житие за деца за македонски светител. Автор на книгата е Јасмина Кантарџиева Димков, а илустрациите ги изработи уметницата Викторија Поповска. Делото е посветено на Света Спаса Вишенска и има цел да ја доближи нејзината животна приказна до најмладата читателска публика преку едноставен и достапен јазик збогатен со илустрации. Станува збор за прво житие адаптирано и илустрирано за деца, за македонски светител, во случајов за Света Спаса Вишенска, која е канонизирана во 2023 година од Македонската православна црква. Со оглед на тоа што имаме во Македонија над 40 на светители, целта беше да се доближи барем некој од нив, еве за почеток од Света Спаса Вишенска, до најмладата публика, па понатаму ќе видиме како ќе се обработуваат и други. Планот е да работиме и на житија адаптирани за деца на други светители, со оглед на тоа што ваква литература е малку достапна кај нас во Македонија. Пораката на книгата е ширење на љубов, вера и надеж, представување на животот на наша светителка и доближување на незиниот живот до најмладата популација, па и до родителите и бабите. Според уредникот на книгата, отец Александар Димовски, мотивацијата за создавање на ова дело произлегла од потребата содржините од духовното и културното наследство да станат разбирливи, блиски и инспиративни за децата. После струшката промоција на сликовницата за деца Светило на врв планина, еве сме овде во Скопје, да ја представиме пред скопската публика, затоа што авторката некако ги поврзува и Скопје и Струга, па и логично беше бидејќи Света Спаса е струшка светителка од Струшко, од Вишни логично беше првата промоција да е во Струга, па еве сега се собравме и во Скопје, како што кажав, бидејќи авторката тука живее и пред нејзините пријатели, соработници да го представиме ова прекрасно дело. Мојата улога во целиот овој проект беше линковска. Јас бев тој што ги поврзав авторката и илустраторката на почеток. Може би така посака и Света Спаса. Нема ништо случајно, нели се е во време благословено кога треба да се случи. Така се случи со ова адаптирано житие и должевме нешто вакво на Света Спаса, затоа што Света Спаса не беше од редот на непознатите светители, па ги откривме и сега да ги представиме пред јавноста и пред верниците, доку Света Спаса беше од заборавените светители, која тивко чекаше, како што го помина целиот свој живот, тивко чекаше да дојде моментот кога црквата ќе обзнани пред целата јавност дека ќе ја почитуваме за света. Јас и во тоа се вложив многу заедно со еден мој драг пријател, професор доктор Виктор Недески, кој и го состави житието, потоа со Јасмина го адаптиравме житието, му направивме кратка верзија, па еве сега излезе илустрирано житие адаптирано за деца. Целта на книгата е јасна. Секој да разбере и да го прими примерот на Света Спаса, прво да разбере за нејзиниот свет живот, како таа го следела Христа и со тоа не повикува и нас да го следиме Христа и ни дава совршен пример, особено денес кога живееме во еден комфор, дека човекот треба да се научи на воздржание, човекот треба да е со малку задоволен, човекот треба да копне и да живее само за она што следи после овој живот, затоа што само така може да се помине лудилото во овој современ свет. И затоа јас и во предговорот како уредник на книгата реков, оваа порака не треба да стигне само до читателите, односно до децата, кои се таргет на изданието, туку до секој еден родител, секој еден човек, затоа што овие работи што ги кажав претходно, мораме да ги втемелиме во воспитувањето на нашите деца од самиот почеток. Тоа е всушност и целта на оваа книга. Книгата е наменета не само за најмладите, за кои што првично е наменета, нели, туку и за повозрастната категорија на луѓе, и ова е втора промоција и промоција на која јас втор пат учествувам, бидејќи првата промоција беше во Струга. Како промотор, мојата улога е да ја разгледам и да зборувам за книгата од јазичен аспект и книжевен аспект на книгата. Од јазичен аспект каков е јазикот, дали
е читлив, што се разбира дека е читлив, разбирлив и така натаму, и од книжевен аспект како оди действието, дали пораката е пренесена на вистински начин и така натаму. Книгата е реализирана со поддршка на Министерството за култура и туризам.